Тема во студио 1 се економските политики на владата од кои што зависи квалитетот на животот, односно стандардот на граѓаните. Мој гостин во студио 1 е вице-премиерот за економски прашања, господинот Кочан Ѓушев. Добар ден, ви благодарам што сте гостин во студио 1. Добар ден, ви благодарам за вашата покана и ви честитам на отварањето на медиумот. Тоа е освежување на медиумскиот простор и ми е задоволство да ви бидам гостин денеска. Благодарам. Првото прашање би било: што е различно изминативе 10 месеци во однос на претходните 10 години, споредувано од аспект на квалитет на живот за граѓаните? Почувствува ли граѓаните разлика во економските политики на владата? Значи, мислам дека ќе почувствуваат и веќе чувствуваат, но најразлично е што мислам дека денеска никој веќе во градот не шепоти ничие име. Напротив, сите имиња се подеднакво и критикувани и фалени, и мислам дека квалитетот на живот не се дели само и не се одликува само и одразува во делот на финансиите, него се одразува и во делот на слободата на живење, но тоа не е доволно. Треба граѓаните да добијат и финансиска сатисфакција на, како да кажеме, на новата состојба во Република Македонија. Во таа смисла јас очекувам дека тоа веќе се гледа преку зголемување на просечната плата во Република Македонија, што е факт без разлика кој како сака да го оспорува како статистичка операција, и понатаму, значи, но тоа е недоволно, бидејќи Македонија и населението на Македонија, граѓаните на Македонија се сиромашни граѓани. Очекувам да позначителни подобрувања во овој правец имаме во следниот период. Се разбира дека економското живење не може преку ноќ да се подобри, тоа не е процес што може со една одлука или со едно решение да се подобри, но мислам дека сме на добар пат граѓаните да го почувствуваат тоа што се ветуваше и на тоа се работи интензивно, да просечната плата се зголеми до бараните 500 евра до крајот на мандатот и да општото живење и економскиот раст во државата се осети. Спомнавте просечната плата 24.000, најголем дел од неа од граѓаните не ја заработуваат ниту таа просечна плата. Паралелно се зголемени трошоците за живот. Тие се 30 според статистиките на синдикатот, минимална сума за семеен буџет 32.000 денари. Така. Тогаш каков е ефектот од зголемувањето на просечната плата ако тој не е доволен за задоволување на оптималните семени потреби? Значи, ние треба да видиме просечната плата колкав процент покрива од потрошувачката коснича. Значи, сепак, оваа просечна плата покрива поголем... Така е, не. Чак што ни за тоа не е доволно. Ако еден вработи со просечна плата, тоа не е доволно да ни подпросечно се живее. И ние како влада сме свесни за тоа. Јас како потпредседател на влада за економија сум исклучително свесен за таа ситуација. И точно сите мерки што ги направивме и што ги правиме се да ги стимулираат сите стопанственици на вработените и на граѓаните да даваат поголеми плати, бидејќи само со поголеми плати може да порасне и домашната потрошувачка и со тоа да се обезбеди подобар живот. И тука само ќе ве наведам на една од мерките што ги направивме, а таа е мерката да државата врати транспарентно 20% од нето платата на сите нововработени во компаниите, но само под услов тие да земаат плата поголема од 18.000 денара. Бидејќи се случуваше да државата субвенционираше значителни суми на средства во компаниите, а да тие и понатаму даваат 9, 10, 11.000 денара плата, што цениме дека е неправедно нити према вработените кои што беа субвенционирани, а таа субвенција не стигаше до нив, а нити према конкурентноста на пазарот на труд, бидејќи во тој случај субвенционираните компании можеа да им ги превземаат вработените на несубвенционираните, а при тоа и понатаму делеа ниски плати. Значи, ние ценевме дека таквата состојба треба да се надмине и во таа смисла мерката ја димензиониравме на тој начин да бидат субвенционирани само нововработените кои што имаат плата над 18.000 денара, а при тоа да не бидат превземени од други места, односно да не бидат превработени повторно, него да бидат навистина вработени невработени граѓани, а тоа се значи од агенција за вработување или после образован процес или превземени од администрација или пак после доколку биле вработени во компанија која што западнала во стечај и ликвидација. Сега, Социјалдемократскиот сојуз, чиј представник практично сте како дел од владата на Социјалдемократскиот сојуз, изборите ги доби по слоганот парите кај граѓаните. Така. Ме интересира како тоа парите кај граѓаните ако постојано растат трошоците за живот и даноците. Значи,
парите кај граѓаните се мисли значи на просечните граѓани во Република Македонија, од точно таа група на граѓани за која што вие предмалку зборувавте, кои што се борат со секојдневните економски предизвици и преживување во својот живот и во државата. Ние не зборуваме значи за граѓаните кои што имаат високи примања, тие секако се добри и тие се разбира дека се и ние ги поддржуваме да имаат уште повисоки примања и тоа е практично затоа и ги правиме мерки кои што ќе поддржат економијата, бидејќи во главно и за нив се тие мерки да тие имаат уште поголеми компании, да заработуваат уште повеќе, бидејќи вие ги спомнавте трошоците од една страна, но и даноците, веројатно ќе поразговараме за тоа покасно. Да, за тоа го навестувам следното прашање. Така, сега ќе зборуваме околу трошоците. Трошоците се категорија која што не можеме да ја запреме во светот, бидејќи добар дел од тие трошоци зависат од светските цени. Меѓутоа, она што можеме да го направиме, тоа е да ги развиваме македонските компании, развивајќи ги македонските компании, ќе можат да делат поголеми плати, бидејќи видете, вие не можете никого со сила да натерате да даде поголема плата, ако за тоа нема конкурентност на пазарот на трудот и доколку тие компании стварно не се конкурентни и заработуваат, да можат да дадат повисоки плати. Тоа, впрочем, го видовме во цела југоисточна Европа, односно во земјите од поранешниот социјалистички блок, дека тоа точно така се одвиваше. Таму просечните плати растеа со развојот на економијата и со развојот на нивните домашни компании или странски инвеститори во тие држави. Видете, факт е дека порано во Македонија можевте лесно да најдете некој да работи во текстилна или кожарска индустрија или во метална индустрија за плати околу 10-11 денара. Денеска тоа веќе не е возможно. Јас одговорно ви тврдам и од лично искуство, но и од секојдневни разговори со сите стопанственици, дека тешко се наоѓа работна да вработите некого кој што ќе работи за така ниски примања. И тоа е добро. И тоа цениме дека ќе направи, значи, да ја отвори спиралата на покачување на платите, но тоа ќе ги натера и компаниите да мислат на зголемен технолошки развој, за подобрување на својата конкурентност, како би можеле во таквите услови да преживеат. Тука точно е владата партнер на тие компании да им помогне во нивните инвестиции. Тоа е втората голема мерка од мерките за економски раст, каде што владата станува практично партнер на компаниите во делот на инвестициите. Значи, ние правиме поврат на 10, односно 20% на инвестираните средства кои што тие ги имаат во претходната година, доколку инвестирале во опрема, во технологија и така натаму. На платите. За кого дојде животот во Македонија? За копирант во МЕПС со 30.000 плата или за шивачките од текстилните компании во Штипсо по 12 до 15? Видете, копирантот во МЕПСО не знам точно каква е ситуацијата, но мислам дека видите, тоа е поединечен случај кој што не го ценам за позитивен. Значи, мислам дека е негативен и треба тој да се преиспита и сите такви случаи треба да се преиспитаат, меѓутоа мислам дека не треба да правиме сензационализам од еден или два случаја кои што ќе настанат како грешка во системот. Но вистина е дека шивачките и работничките во текстилната индустрија од претходните 8-9 денара денеска има 12.000 денара, што повторно не е пристојна плата. Да, но кога ги споредат со 30.000 денари на кооперант во МЕПС, тоа делува апсолутно демотивирачки. Така. Да. Ги следите ли вие реакциите од јавноста при секоја таков оглас за вработување во државна компанија која што има над 30.000 денари плата? Значи, видете, јавноста се разбира дека ги следиме и се разбира дека таквите поединечни случаи јас лично не ги оправдувам и ценам дека се грешки и треба да се тие грешки исправат. Меѓутоа, повторно ќе кажам, мислам дека не треба да се прави сензационализам од поединечни случаи кои што се грешка. Не е спорно дека се грешка, но треба да се гледа широката слика. Јасно, копирантката, колку што јас знам, не е примена никогаш. Да, тоа излезе како информација, грешено е во систематизацијата. Видете, не можете вие за еден краток период да исправите нешто што во една држава се случувало долго време. Дали мислите дека и директорот на МЕПСО баш бил свесен колку е платата или он рекол распишете ги овие места таму колку било во пободови по систематизација, бидејќи го знам точно случајот. Се распишала таа отишла, доколку тој го видел тоа претходно. Треба да има контрола над работата на компанијата која презема. Треба да имате контрола, меѓутоа тоа се големи компании во кои што не можете баш све да проверите, исто како што и во владата. Јас како потпредседател на влада не можам да ги исчитам баш сите текстови што поминуваат на влада, бидејќи во тој случај треба да ги одлагаме точките со години, бидејќи станува збор за илјадници страници материјал за секоја недела, но затоа има служби, затоа има стручни служби, затоа има како да кажам советници, има помошници. Сега за жал, нели,
или за среќа, некој пат тие помошници се лоши или добри. Значи некој пат читаат, некој пат не читаат, така да мора сите да бидат свесни дека секој треба да си ја понесе одговорноста во тој ланец. Јас повторно ќе кажам, не ги оправдувам таквите случаи. Апсолутно ја сваќам ситуацијата на сите вработени со ниски плати. Неизмерно се борам секој ден, значи во рамките на владата и во рамките на моите ингеренции да таквата состојба во државата се подобри. Гледам тоа да биде визибилно, се трудам да биде осетно, бидејќи јас и немам друга причина да седам во владата. Сите знаат дека сакам да постигнам резултат. Јас во животот не сум бил неуспешен, не сакам да бидам неуспешен и во владата. Значи сакам да се постигне успех, а успехот на моето место се мери исклучиво преку бројки, преку зголемување на животниот стандард на граѓаните, зголемување на економијата, зголемување на економските параметри. Веќе ја почнавме темата, го отворивме прашањето со даноците. Актуелно е намерата на власта да го зголеми данокот за одоначување на приходите. Се прави, според последните информации, пресметка дали тоа да бидат 1000 евра или 1500 евра. Прашањето е, нема ли начин поинаков да се скрати од некој непродуктивен трош од 30 милиони евра за да се насочат за социјала, образование, она за што премиерот речете како ги користи овие 30 милиони евра, што би се влеале во буџетот по зголемување на данокот? Видете, значи голем дел од непродуктивните трошоци се веќе скратени. Јас кратко ќе ви кажам, на пример, програмата за економски раст коштала минатите неколку години 225 милиона евра, од кои мал дел од тие пари завршиле до компаниите. Најголем дел од тие пари завршиле за роучоа, маркетинг, пропаганди и така натаму. Вие тоа го знаете, јас тоа го обзнанив и целата влада го обзнани. Понатаму имаше трошоци за правење фонтани, споменици и така натаму, садење дрва, палми, сето тоа сите го знаеме. Мислам дека такви трошоци повеќе нема и сите тие пари се пренасочени, се надевам продуктивно и еве сега сето тоа го гледаме. Воведувањето на персоналниот данок не станува, не е мерка која што треба да донесе нови пари во буџетот енормно. Значи не е тоа мерка за полнење на буџетот, тоа е мерка за воведување повеќе на некоја социјална правда во државата и затоа јас ценам и тоа јавно го обзнанив дека треба таа добро да се приспита, добро да се пресмета за да не биде казна за професионалната класа. И да не биде демотивирачка за успешните луѓе. Така е, да не биде демотивирачка за успешните луѓе. Јас мојот даночна пријава сум ја дал. Јас секако ќе влезам во тие кои што ќе имаат зголемен персонален данок, но јас мислам дека тој треба да биде зголемен точно за таквите луѓе кои што се собственици на фабрики, кои што имаат зголемени приходи, значи не кои имаат... дека 1000 евра не, низок значи, прак? Да, ценам дека 1000 евра е низок прак, јас тоа и јавно го кажав, но на крај знаете дека владата е колективно тело, носи колективна одлука. Јас како поединец во владата имам свое мислење и тоа мислење јавно го искажав. Ценам дека заради социјална правда ја поддржувам политиката да се воведе персонален данок, но ценам дека тој праг треба да биде повисок. При тоа ќе треба да се направат анализи, да се види точно која категорија на граѓани, а пред се тука мислам на младата професионална класа која што мора да остане во државава и да ја стимулираме да остане во државава, да ја подпомогнеме и да не ја даночиме дополнително за да им обезбедиме попристоен живот. Значи ние мораме да го направиме тој закон таков за да ја заштитиме професионалната класа. Она што веројатно ќе ги интересира сите вработени во земјава, препораката од Меѓународниот монетарен фонд да се зголеми старосната граница за пензионирање, на тој начин да се намали дупката во пензискиот фонд. Владата во старт не ја отфрли оваа идеја, останува отворена, ја разгледувате? Значи кратко речено, ќе се зголеми старосната граница 65 за жени, 67 за мажи? Да, сега прво да се вратиме на суштината околу буџетот. Видете, во моментот повеќе од пола милиарда евра годишно од буџет се дотираат во фондот за пензиско осигурување за да можат да се исплатат на време пензиите. Демагогија е вие да кажувате дека ќе кратите на други трошоци, а при тоа да пола милиарда евра значи трошите за пензиски фонд или тоа е, да речеме, ако буџетот е 3,2 милиарди, тоа е некаде околу 16-17% од буџетот. Така. Видете, тоа е голема ставка. 880 милиони за 2018. Тоа е можеби една од најголемите ставки во регионов, да не речам во Европа, да не сега импровизирам. Меѓутоа, ние тоа нема да го намалиме. Значи пензиите за сите пензионери ги гарантираме, ќе бидат значи на време исплатени
Јасно е дека при таква ситуација Меѓународниот монетарен фонд и нема како да ви даде друга препорака, но ние во моментот не размислуваме за таа мерка и ценам дека таа мерка нема да биде воведена нити брзо, нити пак има било каква дебата отворено во рамките на владата за таа мерка. Ја не очекував дека ќе речете дека ќе биде загрозени исплатата на пензиите. Прашањето беше дали не се размислува можеби за поинаков концепт за полнење на касата на ПИОН преку стимулирање и отварање на нови работни места. Видете, значи управо тоа сакав да го кажам, но сепак ценејќи го времето на емисијата не продолжи во дискусијата. Начинот да ја пополните дупката во ПИОМ е подобро да ги зголемувате платите и бројот на вработени во државата, бидејќи така се пополнува значи дупката во ПИОМ, односно недостатокот на средства во ПИОН, отколку со зголемување на старосната граница. Мораме да бидеме свесни, постојат професии во државава кај што не можеме да ја зголемиме старосната граница, па како оној градежен работник што се качува на скеле, ќе работи до 67 години. Невозможно е. Како оној човек што работи на машина или онаа жена што работи на машина за шиење ќе работи до 65-6 години. Видете, тие работи се невозможни и мислам дека во тој правец не се размислува и не треба да одиме. Следното прашање што сакам да го отвориме е околу прогнозите за економски раст на земјата. Проектирано на 3,2% за 2018, премиерот најави дека има оптимизам да порасне дури 4% за годинава. Ако минатата година ја завршивме со стагнација, дури и во време на криза 2015-2016 година остварувавме економски раст 3,7, 2,4 во 2016-та, 2017-та веќе кога помина кризата, економијата заврши во стагнација. Ќе успее ли годинава да порасне за 4%? Значи, чисто да ја коментираме само претходната година, во првата половина од претходната година имавме негативен раст, односно имавме опаѓање на економијата, а во втората половина од годината имавме раст од 1,2%, што е малце. Меѓутоа, видите, сите ние треба да бидеме свесни дали тоа е доволна база за 4% 2018? Сега ќе дојдеме до тоа, ако ми дозволите само 2 минути да го објаснам, пошто е важно прашањето. Да. Значи, видете, ние не смееме да забравиме што ни се случуваше во април 2017 година. Јас само ќе споделам со вас, јас во тој момент не бев потпредседател на влада и бев стопанственик кој што меѓу другото продаваше возила, камиони, значи во преку австријска фирма која што е дистрибутер, иначе некаде околу 200 до 300 возила прави брако и продава низ цел свет, ни едно во Македонија се уште. Значи, она што сакам да го кажам, во тој момент дистрибутерот кој што веќе имаше нарачано возила после 27 април, следниот ден ми се јави и да ме праша, ние и не бевме свесни во Македонија за перцепцијата на таквата ситуација во светот. Значи, тој ми се јави да ме праша, господин Ѓушев, вика, што се случува, вика? Викам, зошто ме прашувате? Викам, окей, викам се. Па вика, гледате што се случува кај вас? Викам, тоа е во парламент, вика, тоа му кажам, тоа не е, викам, во фабрика. Во фабрика ние нормално си работиме. И он ми постави едно круцијално прашање. Вика, а извинете, вика, ако може во парламент да се влегува така, вика, и да се тепа, кој ќе ги спречи тие луѓе да влезат кај вас во фабрика и да направат, вика, проблем? Ете, тоа беше перцепцијата за Македонија во меѓународната јавност, а нашето стопанство и како е зависно од таа перцепција, бидејќи доколку не се извезуваме, ние немаме стопанство. Сега ќе се вратам на суштинското прашање, дали е можно. Видете, за да вие правите раст на бруто домашниот производ, имате три можности. Тоа е така секаде у светот и така и во нашата држава. Можете да растете домашна потрошувачка, можете да раснете, значи, извоз, и можете да раснете градежништво, односно капитални инвестиции. Што беше досега двигател на економијата. Тоа е, нема друго. Значи во цел свет нема друго. Ние сме мала држава. Ние сме држава, претходно зборувавме со луѓе кои имаат мали примања. Порастот на домашната потрошувачка не може да оди преку ноќ брзо. Градежништвото исто така не е толку активно сега. Сега ќе дојдеме до тоа. Значи, затоа остануваат две можности. Едната можност е да го зголемуваме извозот. Ние мораме да моментално учеството на извозот во бруто домашниот производ е 54-55%. Мораме да го пораснеме на 60-65%. И затоа ние помагаме компаниите да станат извозно ориентирани, да почнат да извезуваат, а за да извезуваат, цел свет ви е конкуренција. Видете, јас знам, моите компании пред да станам потпредседател на влада извезувале во 21 држава. Знаете ли колку е ѓаволски тешко вие да извезете, затоа што таму цел свет ви е конкуренција. Вие морате да сте конкурентен, морате вашите компании да ги направите конкурентни. Точно затоа им помагаме на компаниите како да станат конкурентни. Тоа е суштината на програмата што ја кажавме. Ама не да станат конкурентни 23 странски компании.
кои што се и како добро дојдени. Едно влакно не им фали на никој, без оглед на како да кажеме информациите кои што ги пушташе опозицијата. Напротив, сите тие се уште повеќе поддржани. Треба да направиме широк диапазон на мерки за целокупната економија и точно тоа го правиме со овие мерки. Сега ќе се вратам дали е реално и околу градежништвото, значи третиот столб кој што се гради и расте бруто домашниот производ. Видете, што е прашањето е основно. Дали сакаме да правиме проекти само за да правиме ситуации да прикажуваме раст кои што краткорочно ќе дадат резултат, ама ако се непродуктивни проекти долгорочно ќе креираат проблем. Сакам да ве насочам кон споменици, фасади и така. Све е тоа реализација со милиони евра, стотици милиони евра. Тоа влегло во бруто домашниот производ, ама тоа долгорочно креира проблем. Најдобро е да правите инфраструктурни проекти кои што ќе заживеат економијата и ќе помогнат. Значи, вие денеска во 21 век за да патувате 250 километри од Скопје до Тирана или од Скопје до Софија, толку е дистанцата, ви треба 4-5 часа. Мора да ги направите патиштата. И ние сме посветени на тоа, но за да ги направите нив, морате да имате солидни проекти. Морате да имате, не смеете да влезете брзоплето во проектите. Ако влезете брзоплето во проектите, ќе ви се случат кичево Охрид кај што не чини проектот и тоа ќе ве кошта отпосле уште 30-40% на предвидената цена. Тоа на крај ќе оплатат граѓаните на Република Македонија. Треба јасно да го кажеме. Затоа не смееме во тие проекти да влегуваме брзоплето. Мораме да влеземе издржано, јасно, со концепт. Управо тоа го правиме. Знам и јасна ми е перцепцијата дека тоа изгледа малце споро. Јас замолувам до сите граѓани во Република Македонија за малце стрпливост. Мислам дека сме на фаза кога ќе отвориме широка фронт на инфраструктурни проекти и само ќе ви наброам некои од нив. Ќе ви ја наброам железницата према Бугарија, која што ја збориме многу време, но сега таа ќе почне реално да се реализира, здраво да се реализира. Кичево Охрид сме на пат да го одглавиме, Миладиновци Штип веќе го одглавивме и пуштаме, значи, во Источна Македонија и во Западна Македонија еден сериозен фронт. Во Источна Македонија почнат сериозно да се градат Штип Радови, Штип Кочани и Кочани Делчево, да бидат експресни патишта, значи секој од Делчево да може до Скопје да стигне за саат и половина, од Штип да стигне до Скопје за 40 минути, од Кочани да стигне до Скопје за 1 час. И при тоа, значи, да го одглавиме процесот и градењето од градско према Прилеп. Сега, во неколку наврати спомнувајќи ги спомениците, грешките во автопатите, веројатно може да се заклучи дека сте критички настроени кон претходната власт, но токму во тоа време вие отворивте и вашата фирма за трговија со струја ЕДС, што веројатно значи дека и не била толку лоша бизнис климата ако таа ако сте се решили за отварање таков голем бизнис сериозен. Значи, јас ќе ви кажам сосема кратко. Јас сум човек што разговара со аргументи. Јас не разговарам критички нити према една, нити према друга власт. Јас зборам со аргументи. Имавте понуда за кандидатура за градоначалник на Велес? Кратко ќе ви одговорам. Понудите не доаѓаат случајно? Да, се разбира. Спрема способните луѓе сите даваат понуди, тоа не е спорно. Значи, кратко само ќе ви одговорам околу компанијата ЕДАСА. Жалосно е што компанијата ЕДАСА многу малце соработуваше со јавниот сектор. Значи, ако верувате, немаше ни 1 до 2% од вкупното портфолио на ЕДАСА да соработува со државата. Сега од тука вие црпете го одговорот дали била лесна или тешка климата за работење на ЕДАСА. ЕДАСА се формираше како една традиција, односно како едно искуство мое од 15 години работење во таа област и вие тоа го работите као новинар долго време и го знаете многу добро. Сме комуницирали и претходно на тие теми. Значи, во таа смисла јас се охрабрив да направам еден систем од компании кои што беа во 9 држави и да не беа тие во 9 држави, немаше ни македонската да преживее. Но македонската ја црпеше силата од искуството и знаењето во 9 држави. Денеска е депласирано за тоа да зборуваме, бидејќи веќе можам тука сега да кажам е завршена продажбата, значи испадна, Комисијата за заштита на конкурентноста позитивно прелиминарно се изјасни и постапката ќе биде во рок од неколку дена или десетина дена завршена и ЕДАСА ќе биде продадена. Јас сум горд на таа компанија, сосема кратко ќе ви кажам, заради тоа што ценам дека тоа е најдобриот стартап во Република Македонија, кој што е почнат, значи, како идеја и тој треба да биде водилка за сите млади луѓе во Република Македонија како тоа треба да се направи. Јас не сакам да се жалам никогаш и никогаш не сакам да барам туѓи кривци за успех или неуспех. Единствено што сакам да ви кажам, дали била климата за ЕДАСА поволна, само сетете се на одлагањето на либерализацијата кога ЕДАСА беше апсолутен победник.
Само подсетете се дека ЕДС едва 1 до 2% од своето портфолио имало према јавните предпријатија, па онда од тука влечете го заклучокот сам. Дали тоа што сега е завршена постапката за продажба на ЕДС ве амнестира од етичка и морална одговорност, кога веќе во длабока фаза е законот за енергетика кој што вие го подготвувате? Видете, Зарем не се наметнува тука можеби сомнежот дека креирајќи го тој закон може да се создадат поволни услови за некој следен иден инвеститор? Видете, сосема кратко ќе ви одговорам на ова прашање. Законот за енергетика не го создаде Кочо Анѓушев. Законот за енергетика го создадоа европските регулативи и директиви. Добро, но вие го преземавте од ресорот економија, кој што досега беше во ресорот економија. Зошто вие, знаејќи дека сте влезени во бизнисот со енергетика, го земавте во свој ресор законот за енергетика? Па вие имате погрешни сознанија. Значи, јас не сум го преземал креирањето на законот за енергетика. Законот за енергетика беше креиран од работни групи кои што беа создадени за секој енерген посебно и посебно од во рамки на Ако ми дозволите да ви одговорам, ќе ви одговорам. Ако не, да не одговарам, да. Поведете. Ви благодарам. Значи, законот за енергетика беше креиран со помош на УСАИД, значи со техничка помош од УСАИД, со која што помош беа ангажирани консултанти, и јас имав само еден член од мојот кабинет, представник во таа група ресорна, да речеме, за формирање на законот и за креирање на законот, затоа што тоа така и личи. Значи, јас сум подпредседател на влада, координатор на сите економски ресори, вклучително и Министерството за економија. Иначе Министерството за економија има капацитет и во своите рамки го креираше законот за енергетика и тој го представува во парламентот. А иначе нити јас, нити Министерството за економија, нити пак толку многу групата имаше слобода да го креира законот. Тој закон у принцип го креира европските регулативи и директиви. Значи, во овој закон се имплементирани 5 европски директиви и 3 европски регулативи и практично целата адаптација на законот беше во таа насока. Јас апсолутно никако, значи, ако ЕДС била успешна, како што вие кажувате, па значи била успешна и по стариот закон. Зошто јас да правам сега нов закон? Значи, видете, не станува збор за тоа. Станува збор за пазарно ориентирано стопанство. Значи, станува збор за избегнување на монополите. Јас разбирам дека можеби тоа плаши одредени компании, но тоа е иднината и секогаш таму каде што имате пазарна економија, имате бенефит за крајните клиенти. И тоа мислам дека најдобро се покажа со мобилните оператори, па се покажа и со либерализацијата на пазарот на електрична енергија. А за да нема конфликт на интерес, но и не само поради тоа, него поради тоа што и моите планови претходно беа такви, јас повеќе немам допирни точки со менаџирање на компанија. Дали од позиција на вице-премиер може да влијаете врз големите компании кои сега се кај друг снабдувач да се префрлат кај ЕДС со тоа да се зголеми портфолиото, а и нормално вредноста на компанијата? Апсолутно не. Не се десило да се обратам до никогу да направи таква операција. Јас ќе прашам обратно, дали мојата конкуренција, односно конкуренцијата на ЕДС претходно, имајќи собственост на дистрибутивниот систем, имала поголемо влијание врз големите клиенти да испоставува такви барања. Јас ќе ви кажам. Значи, ЕДС успеал на реален и суров пазар. Никогаш не била заштитена, а сега најмалце и ве молам да најдете таков пример, каде што некој трпел било каков притисок. Напротив, јас на сите клиенти, а сега и немам можност, бидејќи повеќе не е моја, и видете, не сакам дискусијата да ја насочувам во тој правец. Мислам дека јас доволно одговорив. Генерално зборуваме за енергетскиот пазар, либерализацијата, законот за енергетика, со оглед дека вие сте во тој бизнес, затоа и во таа насока беа прашањата. Видете, прашањето е следно. Дали сакате да дојде подпредседател на влада кој што нема да има никаков допир со економијата претходно? Јас случајно ја имам со метална индустрија. Тука веќе се наметнува дали воопшто е потребно вице-премиерско место на човек кој што доаѓа од бизнисот. Тоа беше дилема уште пред изборите. Друго ве прашувам, во конфликт со синдикатите? Не, друго ве прашувам. Ако министерот за здравство е доктор, има конфликт во интерес со фелата докторска? Ако министерот за образование е професор, има конфликт со професорската фела. Знаете, вака испаѓа дека... Дослушајте, само да довршам прашањето и дилемата што отворивте, јас ви благодарам што отварате, е многу легитимна и мислам дека треба да ја расчистиме. Видете, економијата е многу сериозна дејност. Од економијата зависат сите луѓе во државата и економското живење. Квалитетот на животот зависи. Апсолутно, да. Ако на такви места дојдат неодговорни луѓе кои што допрва ќе учат што е економија, додека бидат во функција да можат да испорачуваат резултати,
знаете што ќе доживеете? Ќе доживеете тоа што уназад со години во Македонија се доживува. Да луѓе учат на сметка на сите граѓани на Република Македонија. Што ќе се случи ако се случи спротивното, практично ако дојде човек што ќе ги штити своите интереси и своите компании, а не кажете ми еден пример каде тоа се случило во мојот случај. Па да речеме... Еве, јас затоа сум многу транспарентен. Так, затоа ја транспарентно го објавив мојот имотен лист. Да. Затоа јас транспарентно кажувам све што правам. Ја транспарентно се откажав од све. Значи, видите, наметнувате една тема која што мислам дека јас со моето однесување во Република Македонија ја затворив. И мислам дека моето однесување даде една нова димензија како треба еден современ политичар, јас иако не се сметам за политичар или еве вршител на јавна функција, да покаже капацитет и транспарентност. Јас мислам дека покажав транспарентен имотен лист, односно анкетниот лист што го дадов, значи што покажав во сите мои делувања, се откажав секаде таму каде што претходно имав добиено, не тековно не конкурирав, компанијата ја продадов, што очекувате да се направи друго? Би било ли етички и морално доколку Живко Мукетов учествува во изработка на закон за лекови, например? Би било, да. Затоа што има исклучително големо искуство. Заради тоа што ако некој знае што е фармација во државата, знае Живко Мукетов. Као што без оглед што постои опасност законот да го креира за интереси на својата компанија. Затоа постои јавноста, затоа постоите вие медиумите, затоа постои Комисија за заштита на конкурентноста. А дали би требало да го креира законот за лекови некој кој што не знае што е лек? Тогаш што ќе се случи, ве прашувам? Веројатно има здруженија кои што се грижат за тоа. Здруженија на граѓани треба да бидат вклучени сите оние здруженија на граѓани кои што имаат проблеми со... Во сите дејности кои што и во сите активности што јас ги имам како потпредседател на влада, и како или исклучително, или можеби најмногу од сите, внимавам на инклузивноста, да бидат вклучени сите. Законот за енергетика е 6 месеци под дискусија. Законот за државна помош е 6 месеци под дискусија. Значи, сум направил енормен број на дебати и со стопански комори, и со стопанственици, и со финансиски чинители. Видете, државата секогаш ќе биде најдобра кога ќе ја водат стручни и способни луѓе. Ама тие стручни и способни луѓе не треба да бидат оставени на самите себе си. Треба да бидат под постојан мониторинг и на медиумите, и на здруженијата на граѓани, и на невладиниот сектор, и на Комисијата за заштита на конкурентноста. И така ќе изградиме едно транспарентно и отворено општество. И управо тоа јас ве охрабрувам да го правите, и затоа јас ги прифаќам сите дебати, одговарам на сите прашања и не се случило да одбијам одговор на било какво прашање, колку тоа и да било непријатно. Само да ве потсетам, не сакам да именувам никого, но сетете се или потсетете се, уназад 25 години, дали имало потпредседател на влада за економија кој што толку транспарентно одговарал на сите прашања? Па јас сум имал соработка со вице-премиер за економија кој што транспарентно ми одговарал. Одлично, драго ми е да постоеле такви и ги охрабрувам и понатаму сите да се така. Образложувајќи го законот за енергетика, бидејќи сме на таа тема, дадовте гаранции пред 2 дена дека цената на електричната енергија нема да поскапи. На што се темели тоа ветување? Значи, видете, тоа ветување се темели врз база на пресметка и врз база на паметни мерки превземени во законот за енергетика, а кои што се во согласност со европските регулативи. Тие не се толку крути да вие не можете да ги заштитите граѓаните, бидејќи сите држави сакале да ги заштитат. Тука се направени 2 мерки. Првата мерка што е направена е мерката да биде воведен универзалниот снабдувач. Значи, тој универзален снабдувач ќе биде одбран на тендер, кој што ќе мора да гарантира дека струјата што ќе ја купи ќе биде со најмала маргина и ќе го добие значи тендерот да биде универзален снабдувач ќе го добие тој снабдувач кој што ќе испорача електрична енергија до граѓаните со најмала маргина. Дали знаете вие денеска колку е маргината за снабдување? 6, 7, 8%. Дали знаете колку е маргината на нормална компанија во тој бизнис? 1, 2%, 1,5% и така натаму. Така да, значи тука ќе поработат пазарните механизми. За да пак заштитиме дека тој универзален снабдувач ќе има ефтин извор на електрична енергија, а ефтин извор на електрична енергија е домашното производство, во законот предвидовме во согласност со енергетската заедница која што имаше разбирање за таа работа, јас сум и многу благодарен за тоа, да првата година, 19-та година, 80% од производството на домашниот производител државен ЕЛЕМ биде насочена кон универзалниот снабдувач. Со други зборови, ништо нема да се смени. Значи, повторно ЕЛЕМ ќе произведува за граѓаните
И при тоа маргината веќе нема да биде 6, 7, 8%, него ќе биде 1,5-2%. И тука јас очекувам подобрување и сакам вас да ве подсетам. И сите граѓани на Република Македонија да ги подсетам дека сите викаат дека ефтината тарифа на струјата не може да се врати. Факт е денеска ефтина тарифа на струјата има. Сите викаат дека Фени ќе престане да работи. Факт е денеска Фени проработе. Сите викаа многу други работи, дека нема да биде добар законот за државна помош. Факт е денеска тој закон е во парламентарна процедура и јас сакам да покаже резултати и факт е да се вратам на аргумент на она што претходно го зборевме, дека тоа може да го направи само луѓе кои што имаат капацитет да ги препознаат тие процеси, а за тоа е потребно искуство. И сите викаат дека имаме бројна администрација и факт е дека таа администрација само се зголемува. Веќе преминуваме на следната тема. 140.000 административци според последната бројка. Еве јас ќе ви кажам, исто така факт е дека доколку избркате 30 до 40.000 луѓе ќе биде политички реваншизам. А ние викаме дека ќе градиме држава во која што нема да има веќе политички реваншизам. Факт е дека јас кога дојдов во мојот кабинет наследив 14 вработени и тие вработени до ден денеска сите работат, донесов само уште тројца или четворица кабинетски вработени кои што ми следуваат и кои што претходно биле и си отишле и тука ништо не е променето. Видете, не можете вие преку ноќ. Но факт е исто така дека заради таков политички имидж да не ве протолкуваат дека правите политички реваншизам. Факт е дека сите тие се на терет на граѓаните. Значи, вие ги оставате 140.000 административци, од кои скоро 2.000 седеле дома и не земале плата на терет на сите оние кои што трпно работат. Јас се согласувам со вас. Општеството треба да се менува постепено. Доколку направите длабоки резови, тоа ќе предизвика и длабоки реакции, а ние сакаме да изградиме едно отворено општество кое ќе биде добро за сите. Тоа бара малце време. Затоа, меѓу другото, гледаме тие процеси да ги направиме полека и добро осмислено. Сакам само да ви укажам на две мерки, кои што едната е веќе видлива, визибилна, а другата ќе стане визибилна. Првата мерка е онаа која што точно во овие кои што субвенционираат со 20% поврат на платите, има и критериум кој ќе превземе вработен од администрација. Јас ви гарантирам, бидејќи платата во администрација е ниска, поготово за ниско квалификуваните вработени, зборувам за тие што се со средно училиште или недооформено високо образование, тие земаат ниски плати во администрацијата. Јас мислам дека сите тие ќе имаат доволен стимул да преминат во реалниот сектор, поготово кога реалниот сектор ќе биде субвенциониран за тоа и мислам дека тука ќе има еден одлив. И второ, сега ќе имаме една кампања сериозна, таа ќе еве сега користам приликата да ја најавам, на акутно решавање на проблемот со вработување, бидејќи видите, стопанството, реалното стопанство не може да најде вработени. Тоа е вистината. Вие кога ќе земете број на вработени, тие се многу на број. Меѓутоа има голема разлика помеѓу тоа што се нуди, така, што се нуди на пазарот и тоа што го имате вие како потреба. На колку платите се мотивирачки? Сега тоа се обидувам да дојдам. Кревајќи ги платите во индустријата, а тие се креваат. Верувајте ми дека се креваат и можете да извадите од статистика податок. Веќе стануваат атрактивни да административните работници сакаат да работат во реалниот сектор, а ние тоа ќе го стимулираме на тој начин што ќе бараме да ние како држава го превземеме одговорноста и трошокот за нивна преквалификација, но при тоа пред да почне преквалификацијата да тие знаат каде ќе се вработат и под кои услови за која плата. Тој проект е проект кој што ќе биде имплементиран од крајот на оваа година и следната година. Ја мислам дека тие две мерки, ова првата со 20% поврат и вторава која што сега ви ја најавувам, ќе дадат сериозен резултат и на тој начин, без никого да примораме, без на никого политички да му се реваншираме, ќе го решиме проблемот. Видете, но ве молам, сакам да упатам една порака до сите граѓани на Република Македонија. Јас знам дека сите сакаат подобар живот денес, веднаш. И тоа е легитимно. И тоа барање е легитимно. Меѓутоа, за секоја една работа треба малце време, треба малце стратегија, треба малце начин како да се направи за да како да кажам, не се направат турбуленции во општеството кои што на никого повеќе не ни се потребни. Ние треба да влеземе во еден мирен, стабилен режим на живење во ово општество. Мислам дека премногу имавме турбуленции и дека треба полека на нив да заборавиме. Јас ја разбирам сензитивноста на граѓаните.
сите ние сме на некој начин станати пресензитивни заради тоа што сето ни се случуваше во оваа држава. Но мислам, сега стануваат се поразочарани за тоа што сега се случува. Видете, јас и тоа го разбирам, меѓутоа мислам дека малце страпление нема да биде на одмет и мислам дека резултатите доаѓаат. Учите ли од грешките, од критиките? Па се разбира дека учиме. Као и секој Као и секој што зборам генерално за владата, не само за вас како вице-премиер. Па видете, јас ќе одговорам и генерално, ќе одговорам и генерално за владата, мислам дека учи и мислам дека владата е исклучително транспарентна као никогаш досега и ценам дека сите се трудат да бидат колку што може подобри, а она што можам за себе лично да ви го кажам, јас и покрај тоа што имам 48 години и покрај тоа што имам 25 години искуство во стопанство, и имам искуство и како професор, имам искуство како професор и надвор од Република Македонија, и стопанственик надвор од Република Македонија, јас се уште учам и секој ден учам и на грешките, но и од она што ни го покажува светот. Тогаш зошто се повторуваат грешките и критиките од претходната власт? Во случај кога имаме 925 магистри, 40 доктори на науки, над 12.000 со високо образование под Завод за вработување или Агенција за вработување, едни исти луѓе од државната администрација се вработуваат и во други тела кои што исто така се финансираат од буџетот. Она што беше критика на претходната власт. Например, зашто мислите точно попрецизно? Па еве попрецизно луѓе од вашиот кабинет се членови тела и во надзорни управни одбори на други. Не е точно, само една жена од мојот кабинета, тоа е господјата Софија Јовановска, е член на надзорниот одбор на МБПР, бидејќи го има искуството, бидејќи јас, и тоа е во закон утврдено, значи ако го отворите законот за Македонската банка на поддршка на развојот, таму стои дека член на надзорен одбор е од кабинетот на потпредседател на влада. На ниедно друго тело и на ниедно друго место нема член од мојот кабинет. Имаше вашата портпаролка беше во ТИРС? Не, проверете, не е така. Сега денеска не е така, проверете. А денеска не јама била? Значи јас ви кажувам дека не е така. Така. Добро, значи сте реагирале. Во ред, јас тука некаде би го завршил разговорот. Ви благодарам на Ви благодарам што бевте гостин во студио 1 на 1 ТВ. Ве очекуваме на прашањата кои што го задираат стандардот на граѓаните и во друга прилика. Јас секогаш со задоволство транспарентно ќе одговорам на сите прашања кои што доаѓаат од вас новинарите и преку вас од граѓаните на Република Македонија. Благодарам што еднаш. Ви благодарам на поканата. По кратката пауза продолжуваме со студио 1.